Sinovi Božji, so naslednici. Pesem je pa to što vodi kon životom. Malkumina gonna odjava. Ja sam dobri od kasti i ljubav obzite. Jedna da ne vide izgubena. Miro tvoj mi dodavaš, no nekako sveto. Da ne se plaši srce to naše. Se vraćam pak kaj tebe, tatko moj nebesen. Se vraćam pak kaj tebe. Tatko moj, zboruje deneska niz mene. Neka se koje slovo bude izgovoreno od tebe, od duh i život. Zborovite se duh i život, da gi dopreme srcata na onije koji se žedni za Isusa Hrista, da čekoram po tebe so evangelijeto koje go nosi mirot, so obuvkite na evangelijeto na mirot i da rabotam za carstvo Božjo koje nema kraj. Одиме Римјаните 6 глава, а се однесува на сите нас. Што да кажеме на ова? Зошто сум јас овде на земјата? Зошто ми се случува тоа и тоа? Што треба да направам да се променам? Што треба да направам да се исцелам? Што да кажеме на тоа? Што да кажам? Како да повикам кон Исус? Како да добијам мир? Треба ли да продолжиме да грешиме? Пазете, за Бог да стане уште поблагонаклонет кон нас. Никако. Имаме мали деца, претера инат со родителите. Така сме и ние со семокниот Бог. Ние треба да сме веќе мртви. Овде вели, ние сме мртви за гревот. Пазете го овој. Како би можеле тогаш да продолжиме да живееме во грев? Што значи да бидеш мртов за гревот? Важен момент е тој. Гревот навлезе во овој свет преку еден човек, односно преку Адам 5:12. Ке рече, што имам јас со Адам? Па тоа е слика и поврзаност. Тоа е прататко на сите на земјата, Адам и Ева. Нивните деца се убиваат, Каин го убива Авела, Адам е непослушен. Тоа е сликата која треба да ја разбереш. Ние треба да сме мртви, ние сме мртви за гревот. Како би можеле тогаш да продолжиме да живееме во грев? Зар не знаете дека сите што се крстивме, и го имаме тој момент да се крстиш за некого значи како бебе, да му ја одсечеш косата, друг да се застапи за него, за некого како возрасен, па некој оди по 2-3 пати, па одат во реката Јордан, се разбира, и јас сум бил таму, во реката Јордан. Воден ефект. Вистинското крштение беше кога духот слезе во мене. И кога се распламти мојот дух. По една молитвена средба во Израел, во црквата на Преображението. И од тогаш не можам да сопрам да зборувам и да сведочам за Исус и велам, ава оче. Значи, зар не знаете дека сите што се крстивме, значи се крстиш, се идентификуваш со Исус Христос, идентификација, раскрстуваш со стариот човек, го оставаш стариот човек, идентификувајќи се со Исус Христос преку крштевањето, умревме со Него. Го оставаш стариот човек да умре. Пазете, кога се крстивме, ние умревме. Значи, ти уште живееш по стариот начин и велиш дека си крстен во дух. И бевме погребани заедно со Исус, со Христовото крштение. Па како што Христос воскресна од мртвите, со помош на величенствената сила на небесниот Татко, така и ние по крштевањето да зачекориме во еден нов живот.
Значи, ми слегува сега ова, во името на Господ Исус Христос, раскрстувам со гревот, со стариот човек. Го оставаш стариот човек. Одбиваш да живееш како порано, го отвораш срцето, го прекршуваш на раскрсница си. Исус да се насели во тебе и да го објавиш Царството Божјо во тебе. Ако на ваков начин се придржуваме во Христовата смрт, Христос се откажа од Божјата природа, стана човек за да ни покаже. Ке воскреснеме и ние како што воскресна тој. Воскресна, значи да креснеш во светлина, да се распланти твојот дух. Ако не го сваќате буквално, сега знаеме дека нашата стара природа, стариот грешен човек, беше закована на крстот и умре заедно со Исус. Ти треба да го распнеш стариот човек, да го оставиш на крстот. Тој тоа не е така едноставен процес. Сите си го сакаат своето. Сега знаеме дека нашата стара природа беше закована на крстот и умре на крстот и умре заедно со Исус, за да му се одземе силата на гревот во нас. На тој гревовен телесен човек. Затоа ние веќе не треба да му бидеме робови на гревот, роб на телото, роб на гревот, роб на страсти. Гревот не може да владее над мртов човек, само ако сме умреле. И тој може да доаѓа со мисли да ти вика направи вака, укради, види го она, види ова, види ги овие, направи сега ова. Но ти ќе вериш не, Исусе, копче за брза помош. Бегај од мене, Сатано, во името Исусово, одбиваш да грешиш повеќе. Пазете сега, ако умревме со Христос, мораш да умреш, стариот човек. Веруваме дека со него ќе живееме. Гревот не може да владее над мртов човек. Знаеме дека откако Христос беше воскреснат од мртвите, никогаш нема повторно да умре. И Христос им вели, вие не може повеќе да умрете, но само ако умрел стариот човек. И христијани по 50 години, истиот човек, мала промена, некоја варосани гробови, што велија внатре трулеш, нељубов, осудување, љубомора и сето она што постои. Значи, смртта над него нема повеќе моќ и над мене, зашто тој умре еднаш за да го порази гревот за секогаш. И ти треба да умреш. Да умреш. Стариот човек. Го повторувам тоа често, но дали се разбери, дали се применува. Не е доволно да слушаш проповеди, мораш да се промениш. Да почнеш да бараш помош од Исус за се. Зашто тој умре еднаш за да го порази гревот за секогаш. Гревот е поразен за секогаш, а животот што сега го живее за Божја слава. Јас не ја барам својата слава. Славата, царството, силата и волјата се негови. Така и вие треба да сметате дека сте мртви за гревот. И заедно со Исус Христос, заедно во заедништво да живеете за слава на Бог. Затоа не дозволувајте му веќе на гревот да владее со вашето смртно тело и не покорувајте им се на неговите грешни походи. Па тоа е тоа што сакаш ти, што мислиш ти, што си замислил, не отстапуваш од тоа. И упорно, што речеш, Исусе на помош, помогни ми да го променам оваа состојба. Не дозволувајте ниеден дел од вашето тело да стане орудие на неправедноста и да биде во служба на гревот. Било што, било каква желба. Предајте му се на Бог, предавање во собственост. Тоа е реален момент. Не е приказна, не е во умот, него е вистински, суштинска. Собственоста се менува. Од автокефален во Христокефален. Затоа што животот што сега го имате ви е подарок од него. Он ви дава живот, здив и се. Секој дел од вашето тело нека стане орудие на праведноста. Нека биде во служба на Бог, во служба на Исус, во служба да служиш. Служба. Тогаш гревот не ќе може да владее со вас, ако постојано го повторуваш името Исусово, затоа што веќе вие не сте му подчинети на законот. И ова го имаат, они го зимат земено.
кој би ве подјармил под гревот, туку сте под Божјата благонаклоност, која ве ослободи од законот. Значи, по благодат сме спасени и тие го сваќаат тоа здраво за готово, не размислувајки. Спасен си за да добиеш сила да го отвориш срцето. Значи, ако си покорен на Христовото учење, го отвараш срцето, го возљубуваш Исус, си го познал Исус, си го возљубил како Адам што ја позна Ева и ги роди Каин и Авел, така ти раѓаш еден нов човек, нов Тихо, Исусов Тихо. Стариот е умрен и гревот нема веќе власт над мене. Ни сатаната нема власт над мене. Како што вели Исус. Ако си во Исус, така и вие треба да сметате дека сте мртви за гревот и заедно со Исус Христос да живеете за слава на Бог. Предајте му се на Бог, секој дел од вашето тело да стане орудие на праведност и нека биде во служба на Бог. Значи, Римјаните 6:14, тогаш гревот не ќе може да владее со вас, затоа што вие веќе не сте му подчинети на законот, по благодат сме спасени. Но благодатта да не остане празна. Празна вера, празна благодат. Што значи тоа? Треба да почнеш да работиш за Царството Божјо. Смееме ли ние да продолжиме да грешиме? И ми вели еден роднина од деноминација, ние сме слаби, ќе грешиме, он ќе ни прости. Заради тоа што Божјата благонаклоност не ослободи, по благодат сме спасени од законот, никако. Но кога сум слаб, тогаш сум силен. На сите што го примија им даде сила. Царството Божјо се освојува на сила. Зар не знаете дека на оној кого ќе му се понудите да му се подчините и да му робувате, негови робови ќе станете? Ако си роб на светот и на сатаната, на кнезот на овој свет, или си роб на Исус. Можете да му робувате на гревот, но тоа води во смрт, или да му бидете послушни на Бог. Послушен на Бог, он да те води, он да те учи, он да зборува, он да ги врши делата и да се здобиете со праведност. Благодарение на Бог, вие што му бевте робови на гревот, од се срце го прифативте новото учење што Бог ви го даде. И му станавте послушни. Од срце го прифаќаш учењето. Од срце. Со срцето да разберат. Кога ќе го прифатиш учењето, ти стануваш веќе, почнуваш да го возљубуваш и Отецот ќе те возљуби и со Исус ќе се населат во тебе. Сега ослободени од вашиот поранешен господар гревот, вие и станавте робови на праведноста. И мора да го разбереме ова. Ви зборувам вака преку примери со робови и господари, бидејќи вие се уште имате слабост спрема своите тела. Слабост спрема своите тела. Пазете го овој. Вие порано ги предававте вашите тела да им робуваат на гнасоти и разврат. Сега предајте се и целосно станете и робови на праведноста, за да станете свети, раб Божи, првата категорија, а втората е сотрудник, сакаш да работиш. Кога му бевте робови на гревот, сотрудници чии имиња се запишани во книгата на животот. Кога му бевте робови на гревот, вие не водевте сметка дали тоа што го правите е праведно. Ти си постапуваш под себе, по себе си. Имаш еден поет, Евангелие по себе. И потоа заврши како што заврши. Сега се срамите од тие постапки. Каков е исходот на постапките до сега? Се срамите од тие постапки кои ве водеа во сигурна смрт? Дали се срамите вистина? Но откако бевте ослободени од власта на гревот, по благодат си спасен, добиваш сила, му станавте робови на Бог. Вашите постапки сега ве водат кон свето живење. Свето живење. Бидете свети, јас сум свет. Крајниот исход за вас ќе биде добивање на вечен живот. Добиваш вечен живот. Луѓето се трудат на земјата да го продолжат животот. Овде си минлив. И го добиваш кај Исус и не одиш кај Исус да го добиеш животот вечен. Значи, ги проучувате писмата, мислите ќе ви дадат живот вечен, а не доаѓате кај мене, вели Исус. Треба кај него да дојдеш. Тоа значи да се претопиш, да се подчиниш, да се понизиш, да ја предадеш собственоста, да умреш стариот ти. Да го оставиш стариот човек. Зашто платата
што ја дава гревот е смрт, а подарокот, благодата што ја дава Бог преку вера во нашиот Господ Исус Христос е вечен живот. И ти имаат тука вечен живот, ама не го примаат тој живот. Сакаат самите, овде на земјата. Одат по камени човечки градби и се поклонуваат, тоа се тие текстови што слегуваат по духот, на мртви слики, фрески, икони. Пазете, нели Бог никој никогаш не го видел? И Он живее во непристапна светлина. Кој тогаш го насликал? Имав еден роман кога се уште ме учеше Исус во духот, лицето на Бога. И ти се насочуваш на насликаниот лик, слика наместо да го примиш живиот Бог во срцето. Се восхитуваш, го славиш создаденото, насликаното, а не создателот. Ние зборуваме за духовно заедништво со Отецот и Исус, за соединување, да го возлюбиш Исус, да го познаеш. Очигледно дека законот е духовен. Пазете, цитат, добар, но јас сум човек од крв и месо, предаден како роб на гревот, Римјаните 7:14. Апостол Павле е свесен и тој ни е нас во духот го учи. Ние зборуваме за духовно општење, за соединување со Исус и Отецот, за комплетно претопување, да се преплавиш со дух. Оние што допуштаат, цитат, да ги води Божиот дух, да допуштиш да те води Божиот дух, мислат на духовни работи и се стремат кон нивно остварување. Римјаните 8:5. Пазете сега, ние што зборуваме, се правиме некои обредчиња таму, некои цитати, песни и не знам што. Кому му се восхитуваш и го славиш? Дрвена икона, зидна фреска, градба или на Исуса во дух и вистина? Или пак на некоја доктрина ја славиш пред не знам колку години? Цитат, раководење според телесната природа. Ти што сакаш, мислиш, знаеш, води во смрт. Раководење според Божиот дух донесува живот и мир. Духот да те води. Не да постапуваш од себе си. Што да направам денеска, како да постапувам. После ќе научиш како да те води. Ќе правиш граница каде од тебе се уште има потик да действуваш и каде тој действува. Понатаму ни вели да не се раководиме според телесната природа, според нас. Те сакам, Господи Исусе Христе, туку според водството на Духот. Ако во нас на вистина живее Божиот Дух, Римјаните 8:9, во нас вистина да живее, не само во мислите. Има додавка, ако некој го нема во себе Духот на Христос, таквиот човек воопшто не е христијанин. Римјаните 8:9. Видите, ова е суштината. Ми цркви заедници без дух си раскажуваат они приказки таму. Понатаму следи, ако Христос живее во нас, тогаш на вистина вашето тело ќе мора да умре поради гревот, но вашиот дух ќе живее. Затоа што се оправдани пред Бог. Римјаните 8:10. Умирање на телото, оживување во дух. Не е ова само приказка, филозофија. Ова е реална постапка. Ти ќе се промениш, ќе го забележат сите тоа и вели духот ќе ги оживее и вашите смртни тела. 8:11 Римјаните. Духот е тој што оживува. Тој стих одамна созреа. Телото ништо не помага. Ние не сме само тело, ние сме душа и дух, заробени во тело, во кафес. И понатаму само тие што се раководат според Божиот дух се Божји деца. Римјаните 8:14. Но како ти не му дозволуваш, треба да му дозволиш да те води. Во созданието дрво, камен, зид нема дух. Духот треба да живее, да те оживее тебе во твоето срце. Слава ти, Господе Исусе Христе. И сите нас, духот не ослободува од робството на гревот. Тој дух не посвои
и сега сме Божји деца на Бог и можеме да му се обраќаме Ава, татко, што значи татко Римјаните 8:15. И тоа е филтер, дали ти викаш татко, татко, наместо Боже, и дали постојано велиш Исусе, Исусе, мене ќе ме прослави. Самиот Божји дух заедно со нашиот дух, тој самиот живот, не уверува дека на вистина сме Божји деца. Римјаните 8:16. Дали си ти дете на небесниот татко? Мојот татко е семокниот Бог, Исус е мојот Господ и Спасител. Заедништво во духот, ние сме Божји деца, негови сонаследници. Римјаните 8:17. Исус не треба да го бараме во материјалниот свет, фреска, икона, градба, луѓе. Треба да му го отвориме нашето, моето, твоето срце, да се насели во нас, да биде внатре во мене, во нас, во тебе. На Исус треба да му се поклонуваме во дух и вистина, он да те води. Во дух се поклонуваш на фреска, икона, кип, слика, градба вон тебе, наместо да му се поклониш во дух. Поклон, подарок, дар си ти ако си жив храм, камен во неговата духовна заедница. Римјаните 8:17, ако сме Божји деца, ние сме негови сонаследници заедно со Христос. 8:17. Наследници, род, жив однос, се негово е наше, царството Божјо, силата и славата, во заедништво, духовно заедништво со него и во него, во еден дух со него. И стихот е: па иако страдаме слично како што страдаше Христос, често ме прашуваат зошто, ќе ја наследиме и славата што ја има тој. 8:17. Наследство на Исусовата љубов. Каде живее тој Исус? Во мене или надвор некаде таму далеку како фотокопија на духот? Господе Исусе Христе, семокен Спасителу наш, те сакаме, Господе Исусе Христе. Тој е тој процес на соединување, затоа е потребен учител во духот, воден од духот, да го распломти твојот дух, потоа ти да станеш учител, да добиеш служба и да викаш: татко, татко мој, татко, татко. И да викаш: Исусе и само Исусе, за секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, во срцево и во душава Исус. Ја предавам Македонија во Твоја собственост, ја враќам, Господи Исусе Христе, да се грижиш за неа. Се што не е од Исус, од секого од нас, од целата заедница, надвор и не се враќај повеќе. Во името на Господ Исус Христос заповедувам: бегај од мене, Сатано, и не враќај се повеќе. Изрекувам живот во секого онеј од вас кој ќе каже: Исусе, те љубам, се покајувам за секој грев, им простувам на сите, никого не осудувам. Ја прифаќам Твојата волја, се покајувам за гревовите на моите предци. Ти го предавам срцето да живееш во мене. Исусе и само Исусе, татко мој небесен. Дали ќе му дозволиш на духот да те учи, обликува и води, или ќе си тераш по старо, е состојба која покажува дали си ти вистински христијан, со Исус живееш во заедништво и те води, он те учи, те обликува, или си тераш по свое и само си мислиш дека си христијанин. Мир вам до Божјо царство небесно, пред мене, зад мене, околу мене, во мене, во срцето, во душата, од земјата до небесата, од телесниот до духовниот свет, во секоја клетка, во фотоните, во неутроните, Исусе и само Исусе. Амин. Сите што го примија им даде сила да станат синови Божји, сонаследници. Песен е пак што го кон животот.
se plaši, srce